Дали сте слушнале за сеопфатниот албум со цртежи од македонски носии, издаден во 1963 година, кој како ретко уметничко дело и ден денес постигнува големи суми на меѓународни аукции. Албумот на македонски народни носии е издаден во 1963 година и содржи 46 табли, со исклучителни цртежи изработени од Марија Малахова и Олга Бенсон, проследени со детални описи на носиите. Од тогаш слично издание не е повторено во Македонија, а често може да се сретне на разни аукции, каде поединечни цртежи достигнуваат големи цени. Дали знаете колку многу артефакти се ископани од археолошкиот локалитет некропола Требеништа и колку од нив денес се наоѓаат во Македонија? Во локалитетот Требеништа се евидентирани вкупно 825 археолошки факти, од кои само 380 денес се чуваат во Народниот музеј во Охрид. 258 од артефактите од Требеништа денес се чуваат во Археолошкиот музеј во Софија, Бугарија, а 187 во Народниот музеј во Белград, во Србија. Откривањето на тајните на Требенишката некропола почнало случајно при изградбата на патот Охрид-Кичево во далечната 1918 година. Потоа почнале да ја истражуваат археолозите Карл Шкорпил од Софија во 1918-та, па Никола Волич од Белград во периодот од 1930-та до 1934-та, Васил Лахтов и Јоже Кастелиц од 1953-та до 1954-та и Владо Маленко од Македонија во 1972-та. Таму досега се ископани 56 гроба и гробници, од кои 13 се сметаат за благороднички, односно кнежевски, со богати гробни прилози, а другите се со поскромен археолошки материјал. Научниот свет локалитетот во Требеништа го сместува во архајско железно и македонско време, од така наречениот еленистички период, од 7 до 4 век пред новата ера.